Некоја минута по 14 часот, ова е вашето отворено, информативно и забавно Студио 1 со мене Владко Чаловски и мојата колешка Јана Јосифовска. Така е, добар ден и добре дојдовте и од мене. Денеска празнично се дружите со нас и како се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Стартуваме со генералната најава. Овој прв блок, наместо оние вообичаени хајлајци, како што знаеме да ги наречеме, имаме гостинка. И тоа директорката на фестивалот Охридско лето, Наташа Поповиќ, со која што ќе поразговараме малку поопширно околу богатата програма што ја нуди оваа година овој фестивал и секако сите оние врвни, светски, меѓутоа и наши македонски уметници кои што ќе настапат. 14 часот и 30 минути стартуваат вестите на 1 ТВ со колегата Игор Стефановски. Повторно сме назад во студиото со колегата Чаловски во 15 часот и 20 минути. Во овој блок ќе обрнеме внимание малку повеќе на младите, нешто што често го правиме тука во отвореното студио 1. Ќе ни гостува Кристина Даниловска, девојка која што само на своји 20 години има освоено многу награди. Последно ја освои наградата за најдобро сценарио на фестивалот на непрофесионален филм, па малку повеќе околу нејзините впечатоци. 15 часот и 40 минути време резервирано за анализата на вестите од светот и од регионот со колегата Дејан Андоновиќ. Во 17 часот со колегата Чаловски и со нашиот гостин Наум Рибаровски, кој што доаѓа од граѓанската иницијатива за заедничко и одговорно родителство по развод, ќе ги офатиме сите оние аспекти, односно нивни барања за промени во законот за семејство, нешто што одамна е заглавено во собраниските лавиринти, може да се каже, и колку фактички ваков нов закон би бил добар за децата примарно. Во 17 часот и 45 минути веќе стартува забавниот дел на 1 ТВ со секвенција од музичкото талент шоу од Звезда број 1. Веднаш потоа се нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако блокот мода со Сергеј Варошлија и неговите модни критики и совети до вас. Во 19 часот и 20 минути улогата на отвореното студио 1 како домаќин ја презема колешката Јадранка Костова. Стартува со она тема која што богам изминативе месеци ја бранува јавноста, оние нови законски измени, односно функционирањето на Агенцијата за разузнавање. По тој повод гостинка е Магдалена Лембовска од Евротинк. 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ. Гости во централниот дневник Бојан Маричиќ и Мухамед Зекири. Во отвореното студио 1 продолжува во 21 часот повторно со колешката Костова. Темата ќе биде функционерски привилегии, потреба или расипништво. Сите оние перипети веќе неколку месеци наназад и во однос на парите, односно приходите на ДИК, меѓутоа секако и платите што ги земаат пратениците. Гости ќе бидат Катица Николова од Антикорупцијската комисија и Џабир Дерала од Цивил. 22 часот време за авторската емисија, односно Спорт 1, спортската тема. Колегите од спортската редакција овој пат се со гостите Ванчо Димовски и Филип Лазаров, нашите ракометари, а секако главната тема, оно што е во фокусот, завршницата од евроквалификациите на нашата ракометна репрезентација. Ова маратонско отворено студио 1 го заокружуваме со вестите на 1 ТВ во 23 часот. А сега правиме една кратка пауза со цел директорката на Охридското лето Наташа Поповиќ да ни се придружи овде во студиото и се раќаме во живо. Оваа недела спектаклот продолжува. Прво реков кај тргна вака склопена. Го сваќаат пењето пејачите како трка на 100 метри, точно така го сваќаат и ја мислам дека не треба така да се сваќа. Вашиот вистински избор за крај на викендот. Подршка од мене. Што мислиш, пееше добро, не се слагаш со нив? Музичко шоу кое ќе ве расположи. Ќе предизвика емоции и ќе измами по некоја солза.
ова песна е доста возрастна, песна за возрастни, а ти ја донесе во право светло и со вистинска емоција. Браво. Звезда број 1. Борбата за главната награда. Стан во Скопје и голема музичка кариера станува се потесна. Излезе од песната, фалшираше. Ми пукна душата. Лош избор на песна е многу лоша работа. Недела, 21 часот. Звезда број 1. Во ексклузив ќе гледате. Се сретнавме со големиот Кирил Лазаров. Разговаравме на повеќе теми, а го прашавме и што најчесто му пишуваат на социјалните мрежи. Имате различни видови на понуди од секој спортски понуди. Јавен лик тоа е неизбежно. Да, меѓутоа има секакви, меѓутоа јас сум сериозен човек. За неа вела дека е една од најзгодните македонки и да бидеме искрени, навистина е така. Блогерката Љупка Митрова позираше пред камерата на ексклузив во миниатурни бикини. Завршна забава на Скопје Стрит Фестивал. Погледнете како си поминавме и што ги прашавме градските фаци. Гледајте ексклузив. Денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Со реформата на Управата за безбедност и контраразузнавање, сега веќе како Агенција за национална безбедност, која што ќе биде надвор од МВР, се очекува да се стави крај на тајната полиција во земјава или да се случи деконцентрација на моќта во оваа сфера. Власта и опозицијата се усогласија, но дали законот содржи можности за злоупотреби, какви што ја следеа УБК изминативе години? Разговор со Магдалена Лембовска од Евротинг. Отворено студио во 19 часот и 25 минути. Охрид е градот кој што е во фокусот за време на овие пеколни температури, меѓутоа Охрид е во фокусот во лето, бидејќи таму се случува една од најафирмираните културни манифестации Охридско лето. Како што најави, со нас е Наташа Поповиќ, директорка на Охридското лето. Добре дојдовте во студиото. Добре ве најдов, добар ден. Добар ден. Вие сте неполна година на ова прво место најодговорно за Охридското лето и со тоа претпоставувам дека се вродуваат некои нови идеи за тоа што треба да содржи, а не содржало Охридското лето, па така да почнеме со тоа. Што е она што годинава ќе биде како нешто ново, афирмативно за оваа манифестација? Како што и кажавте, неполна година сум назначена за директор на овој фестивал и сметав дека бидејќи Охридско лето како наша најголема културна манифестација во државата, која што подразбира многу високи критериуми и стандарди во поглед на програмата, сметав дека секој нов менаџер и после мене што ќе дојде треба да воведе новини за да се задржи тоа високо ниво, но и секако да се зголеми во секој поглед. Воведовме неколку новини. Првата е што ја продолживме програмата ван стандардите на самиот фестивал кој што е од 12 јули до 20 август. Програма, поточно концерти преку целата година. И првиот го реализиравме во октомври минатата година 2018 и потоа последователно следува уште 4 и вкупно петтиот беше последниот великденски концерт за што го направивме во црквата Света Софија токму во очи нашиот најголем христијански празник Великден. Во однос на подготовката околу програмата, ајде малку повеќе поопширно да обзнаниме што ќе бидат, односно кои ќе бидат вашите најсилни адути. Знаеме дека светски познатата Ванеса Меј го отвара оваа година Охридско лето. Секако има доста и афирмирани македонски, меѓутоа и светски уметници. Како секоја година, така и ова, но ќе видиме дали ќе биде публиката задоволна. Направивме многу квалитетна програма заедно со селекторите, музичкиот селектор професор Васо Ристов и драмскиот селектор Александар Поповски, режисер.
Да, токму така, овекогодишното издание ќе го отвори познатата мега звезда виолинистка Ванеса Меј и веднаш после отварањето следува представа, концерт. Наши уметници македонски секогаш ги ставаме на прво место кога при изборот, при селектирањето на музиката, а како што сами знаеме дека Охридско лето е проширено не само во Македонија, во Европа, но со уметници од целиот свет. Имаме на роденденот 4 август секоја година на Охридско лето, годинава е Владко Стефановски со симфониски оркестар од нашите уметници, да кажам. Потоа имаме гала концерт со Македонската опера и балет што ќе настапат. На 19 август, тоа е последен ден од музичкиот дел, бидејќи 20 август затварањето секогаш е со театарска представа. Имаме со македонски автор Зографски, што ќе настапат исто наши уметници. Од странските имаме исто така многу познатата оперска дива Инва Мула, која што пее на Петтиот елемент, филмот холивудски. Го имаме Стефан Миленковиќ, на сите нас добро познат, мега виолинист, на 23 јули. Виолета Егорова, пионистка од Русија, која што навистина има високи светски врвни награди освоено, низ целиот свет, настапувано на сите големи сцени, од Карнеги Хол, Метрополитен и пошироко. Денис Шаповалов, исто така од Русија, челист. Имаме квартет од Италија, од Австрија и сега да не ги набројувам сите бидејќи се многу. Значи широка програма со многу квалитетни уметници, исто така и драмски представи. Како што рековте самата, важно е да се има некоја новина, имаше концерти кои што се случија и порано. Една од тие новини беше и работилницата со диригентот Џијан Емин. Дали е тоа единствената или во рамките на програмата има предвидено? Работилницата беше минатава недела сега, не минатата недела, пред 3 дена да кажам. Беше поддржана од Македонски Телеком, кој што е нашиот генерален спонзор, беше нивна идеја и ние нормално ја прифативме. За прв пат во Охридско лето во 59 години постоење се реализира музичка работилница, која што навистина беше одлична. И потоа имаше краток концерт од Џијан Емин со неговиот квартет. Многу очекувате ова, односно дали планирате, ако е за прв пат, да стане пракса? Секако, не само една работилница, планираме и многу повеќе понатака да има, бидејќи публиката покаже голема заинтересираност. Џијан Емин зборуваше од почетокот како настанала музиката, па и до ден денес како сето тоа со новата технологија на некој начин е олеснето, но олеснето е да, али што изгубивме од Моцарт, Бах, Бетовен, од големите светски имиња, што добивме со новата технологија, така што имаше и добри прашања од публиката и, да речам, многу дилеми одговорени од страна на Џијан Емин и би сакала и знам дека ќе реализираме уште неколку работилници во текот на наредната година. А овие од странство што доаѓаат големите имиња на Охридско лето, со нив малку потешко е да се договори таква работилница или Ништо не е дека тешко. имаат одредена... Да, ништо не е тешко. За мене лично сите се големи имиња, и од Македонија и од странство, бидејќи штом се спремни да настапат на овој голем фестивал и на таа сцена, мора да бидат големи имиња, затоа што кога ги бираме, секогаш ги бираме со голема не биографија, него големи концертни дела што ги имаат изведено. Не се воопшто тешки. Единствена тежина е за странските уметници е да се слободни, бидејќи они имаат преку цела година концерти, баш за тие датуми што ни се нас потребни, но оваа година не беше воопшто тешко ни еден од тие што ги договоривме да бидат во Охридско лето. Ми се наметнува уште едно прашање после овој одговор. Доаѓаат со своји рајдер листи? Особено ова е културна манифестација, не се особени концерти за концерт кога се договара, знаеме таа рајдер листа колка може да биде овде, веројатно и ним им е јасно каде доаѓаат и на каква манифестација, предпоставувам дека се малку поскромни во таа рајдер листа. Доаѓаат со нивни рајдер листи. Охридско лето пред се главниот адут е црквата Света Софија, каде што поголем дел од програмата е реализиран токму внатре и во предворието. Антички театар Долни Сарај
Отварањето е секогаш голема рајдер листата, но затоа имаме, сега не би сакала да откриам кој ќе работи рајдер листата, бидејќи се уште се одлучува, но секогаш излегуваме во пресрети се презадоволни и не се некои многу големи барања околу тоа, бидејќи Охридско лето не е институција каде што имаме некои мега концерти со мега озвучувања на стадиони, сето тоа, така да во тој поглед сме секогаш многу професионално покриени со рајдер листите. Поинаков е шмекот, така. А кога сме кај очекувањата, да речеме, на публиката, односно, еве, досега барем, како што го конципирате и организирате предстојниот фестивал, како ви изгледа, очекувате ли поголема посетеност покрај нашите гости, можеби некои најави за меѓународни гости од странските земји? Секако оваа година очекуваме многу повеќе гости, бидејќи програмата ја имаме доставено и проширено и регионално и многу пошироко. Во моментот има делегација од Охридско лето кои што предстојуваат во Истанбул. Таму се пречекани и од градоначалникот и од повеќе драмски куќи во Истанбул, бидејќи имаме и од Истанбул представа Буре Барут што ќе се одигра на турски јазик. И во моментов на 3-дневна посета во Истанбул се делегација од Охридско лето, колеги вработени каде што ја промовираат програмата и сите туристички агенции и групи што доаѓаат во Охрид летно време, ги имаме многу, конкретно од Турција, ќе бидат запознаени овие денови со програмата. Исто така ќе има и во Србија, и во Бугарија регионално проширување, но преку туристичката агенција Виспој во Охрид се доставени листи на програмата на сите гости, не мора да се во група и поединечно, да бидат запознаени со овогодинешната програма на Охридско лето и веќе имаме многу резервации на телефон, не само за отварањето, него и за останатото програмско издание, што резервираат карти за дивно чудо, и јас сум зачудена што многу резервации се прават и сметам и очекувам дека ќе имаме голема посетеност и тоа е многу важно и за туризмот на градот Охрид. Така да, фестивалот Охридско лето не само за фестивалот ќе допринесе многу и за градот Охрид. Ако се случува во екот на една туристичка сезона и Охрид е препол, има луѓе кои што знаат што значи Охридско лето, има некои кои што не знаат, не судиме никому, нели? Така. Меѓутоа, самото случување Охридско лето, еве рековте, ќе придонесе за туризмот. Но што е она што Охридското лето го дава како особен придонес кон градот Охрид и културното наследство кое што е содржано таму? Охрид го знаат сите во Европа, можеме да кажеме. Охрид го знаат сите во Европа. Охридско лето допринесува, како што кажавте, културното наследство. Катедралата Света Софија е една и единствена. Алтернативните сцени се антички театар и Долни Сарај. Тоа само по себе кажува дека сите три сцени се огромно културно наследство во градот Охрид. И заради тоа имаме многу посетители на нашите концерти, бидејќи на секаде каде и да отворат на интернет страна или на било кој портал може да видат какво значење има антички театар, какво црквата Света Софија или Долни Сарај. Сите три се различни, но верувајте дека има посетители, тоест публика за концертите, што прочитале што е антички театар и доаѓаат за тоа и после се повлекува и самото по себе дека е добар концерт, зашто е концертот толку добар и максимално правиме да е транспарентно за фестивалот и за градот, но публиката е поделена во Охрид во тој период. Имаме многу ивенти, али имаме публика која што е само заинтересирана за класичната музика и за театарот кој што е дел од Охридско лето секој со својот вкус. Апропо, секој со својот вкус. Што го споменавме како новина, исто така освен за посетителите, односно гостите, интересно е дека за прв пат воведовте да има и туристички водич за уметниците фактички кои што доаѓаат да се запознаат повеќе со културно-историското наследство воопшто со цел тој Охридски регион. Тоа е уште една новина што јас сакав да ви ја кажам, да туристички водич сметав дека е потребно за уметниците да бидат запознаени, затоа што имаме некои уметници што веќе биле дел од фестивалот, но има некои што се нови
и туристичкиот водич ќе ги запознае со цело културно наследство, со сите музеи и плажи и се што Охрид нуди. Тоа е една новина и навистина верувајте дека се многу среќни сите уметници и одма закажуваат уште сега после концертот во колку сатот туристичкиот водич каде ќе ги носи и многу сум среќна што таа новина мислам дека требаше навистина можеби од поодамна да се вметне во фестивалот. Да, дефинитивно, несомнено дека е предизвик за сите што доаѓаат, особено да го посетат Охрид. И за заокружување на овој разговор би сакала малку како си же околу вас. Рековме дека неполна година веќе сте на директорската функција на Охридско лето, меѓутоа треба да се напомене дека вие сте музичарка фактички и пианистка која е школувана на музичкиот конзерваториум во Чикаго, Соединетите Американски држави, нешто што не е мала работа де факто. Наидовме на еден интересен податок дека во тоа време сте добитник на председателската награда за топ 10 students во Америка. Сега, колку всушност целото тамошно учење, студирање и градење ви помогна во ова што сте денес и во менаџирањето на, да речем, еден ваков голем проект како Охридско лето? Точно, јас доаѓам од светот на класичната музика, пианист по вокација, студира во Соединетите Американски држави. Се стекнав со големи дипломи, работев 21 година во средното музичко училиште Илија Николовски Луј тука во Скопје. Многу креативна, многу интересна работа со ученици. Многу ја сакам, секако дека ќе се вратам пак. Ни гостуваа пред неколку дена. Да. Менаџирањето е една работа, музиката е друга работа, но многу помага затоа што секако Охридско лето е манифестација која што 90% е класична музика. Тоа многу ми помогна и затоа и се нафатив искрено на оваа позиција, бидејќи се што е поврзано со музика, јас можам да го работам. Доколку нема музика, мислам дека не би можела да го сработам. Менаџирањето, Охридско лето има поставено на вистина високи стандарди во секој поглед, во квалитет на музика, на уметници, големи имиња како што спомнавме, голем буџет, исто така благодарност голема до Министерството за култура, што е наше ресорно министерство, што го поддржува фестивалот, исто така и до председателот како главен покровител на фестивалот, господинот Стево Пендаровски, а и нашите лојални спонзори. Без сите овие што ги напоменав, не би можело да се реализира ваква квалитетна програма со високо реномирани уметници пред се наши, а и од надвор. Сето тоа треба менаџирање. Учам, бидејќи бев професор по клавир, сега сум менаџер, но пак ќе се повторам, е многу интересно, бидејќи се поврзано со музиката. Ви се испреплетуваат. Ми се испреплетуваат некако плетенката и добивам добра цел. Добро, ви благодариме што бевте во отвореното студио. Наше беше да ве информираме што е она што ќе биде содржано во Охридското лето 12 јули. Отворете си ги душата, отворете си ги ушите, очите. Тоа е Мелем Охридското езеро. Почестувајте ја таа убавина. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам. Вам почитувани, ви велиме дека правиме овде кратка пауза, следува информативното издание со Игор Стефановски, а јас и Јана се враќаме во 15 часот и 20 минути.